Денешниот семинар е насловен Борба против национализам кон една политика на еманципација и има за цел повише од една страна, како што реков, како што е целта на школата, да ги разработи одредени теоретски содржини поврзани со национализмот, но од друга страна исто така да не представува само историски поглед на условите како се појавува национализмот, зашто се појавува национализмот, како ние во секојдневието, во нашите фетишизирани односи и форми на живење сме на некој начин вклучени во не само во животот кој е одреден од кодирани национализми, туку и во запуштаме во репродукција на самиот национализам. И од друга страна да на некој начин отвориме дискусија за возможните патеки кои можат да изградат една одредена еманципаторна политика. Зашто користиме терминот еманципаторноста по својата генеричка на некој начин суштина значи ослободување од одредена форма на огнетување. Иако, како што реков, национализмот некогаш во одредени историски моменти се манифестира како директна форма на огнетување на други различности, тој, како што ќе збориме подоцна, често огнетува и внатре во самите општества, па така поимот и концептот на еманципација е вклучен тука, бидејќи се бори со самата суштина и ги деконструира различните форми на опресија кои национализмот ги прави и внатре во самите групи кои се дефинирани по нацијата или по етнонацијата. Но во таа разлика на нација и етничка група нема да влеземе денес, бидејќи е по-теоретска научна. Денеска имаме на некој начин по-политички предизвик, голем политички предизвик. Мене ми е драго денеска што овој семинар се случува сега во Скопје, бидејќи пред тоа претходеа две предавања, презентации. Прво во Приштина, после во Белград, симптоматично и символично пред надпреварот Албанија-Србија, на кој често се поставува прашањето на некој начин во тој круг на луѓе кои беа присутни на тие предавања и презентации, се чувствуваше доза на ентузијазам и доза на оптимизам поради надпреварот кој се случуваше потоа помеѓу Албанија и Србија, и особено исто така поради историската посета на еден албански премиер во Србија после 70 години. Тие го дадо тој факт како аргумент дека односите во Балканот почнуваат да се олабавуваат, ја за разлика од нив без доста песимистичен, и тоа што го изјавив на некој начин, ако можам да го парафразираме, дека истиот надпревар ќе помине во условите на веќе воспоставена репродукција на национализам во балканските општества, и истиот ќе биде уште еден огромен циркус во таа низа на репродукција на таквиот национализам, и последиците на таквиот национализам ќе покажат во какви општества всушност живееме. Начинот на кој се манифестира тие настани во општествата, особено во Србија и во Албанија, но до одредена доза и во Македонија, укажува на фактот дека нашите општества не дека не се рехабилитирани од национализмот, туку во нив се негува од една страна државниот национализам, од друга страна национализмот на секојдневното општество, тој микронационализам во семејството, во училиштето, на медиумите. Од тука на некој начин може да кажеме дека може да разликуваме неколку форми национализам. Јас сум секогаш против категоризација и изброеност до крајна инстанца на какви форми на појава национализам 3, 4, 5 или 6 или 2. Туку на некој начин можем да ги собереме формите на манифестација како индикатори на одредени форми на национализам. И тука може да на некој начин како вовед во целата тема која денеска во ова презентација или предавање ќе биде доста хетерогено, ќе се потрудам да опфатам повеќе аспекти, како што беше и најавено на Facebook страната и на настанот. Ќе се бави со по-класични пристапи, ќе се бави со прашањето на идеологија, на репродукција, капитализам, Европска унија, метрополитанизам. Да се навратам на прво што почнав да го разложувам.
од некоја си групација на начин на манифестација може да збориме за структурен национализам. Тоа е национализмот кој се спроведува преку институционалната пракса на државните структури, преку законите, преку одлуките, преку програмите за образование во училиштата, преку праксата на полиција, на казнување на одредени групи и така натаму. Понатака може да на некој начин групираме некои си тука има одредено сомневање, но сепак мислам дека може да се на некој начин така групираат тие манифестации како дискурзивен национализам, кој е национализам кој се појавува во јавната сфера, се манифестира во јавната сфера преку политички одговор, преку медиумите, преку колумните, исто така преку песните кои се пренесуваат преку јавните сервиси, преку националните медиумски сервиси. И од друга страна, мислам дека е тој национализмот кој представува најголем предизвик е, според мене, е латентниот национализам, тој е латентниот национализам на секојдневното општество, кој се појавува во семејството, во улиците, во спортските натпревари, во домашното воспитување, во домашните вредности, во сите облици на секојдневен живот на граѓаните. Кој на некој начин, како што кажав, приспособувајќи ја таа марксистичка постапка на анализа и општествена критика, живееме во ужасно кодирани и фетишизирани, значи фетишизирани, зборот фетишизирани значи дека тие се манифестираат во одреден облик кој самиот по себе не збори за нивната суштина. Фетишизирани односи значи односи кои типо сметаш дека е природно одредени групи да бидат под одредени други групи. Особено е тоа присутно во сите балкански народи, кога сметаме дека ние сме на некој начин по-ниска културна цивилизациона инстанца од Европа. И на тој начин се креира не само од страна на западноевропскиот дискурзивен идеолошки менталитет, туку и од самиот балкански идеолошки менталитет, се креира Балканот како на некој начин политичка инстанца, политичка територија која е исклучена од Европа, па често се случаат такви изговори да ние ќе треба да целиме кон Европа, па веќе територијално, историски и географски се сме во Европа. Но таквите политички конструкти секогаш се на некој начин заснувани на одредена доза на исклучување. Исклучување кое ако се интензивира завршува во елементи на расизам или од страна на Западот кон Балканот или пак во форми на авторасизам, кога ние самите себе си се сметаме како култура, како цивилизација која е од пониска инстанца на Западна Европа. Значи, овие, кажам дека ги групира во три на некој начин групи, структурен, дискурсивен и латентен, и сите инстанции на некој начин го репродуцираат национализмот. Јас секогаш сум против поделбата и хиерархиското воспоставување на одредена инстанца на репродукција на национализам, т.е. државниот или секојдневниот, тој во семејство или тој во институциите, еден наспрема друг и да кажеме дека државата го произведува национализмот, па преку тоа општеството или граѓаните во нивниот секојдневен живот го приемаат тој национализам и стануваат на некој начин се вообразуваат во однос на државните политики, на законите и на институционалната пракса. Јас тука на некој начин би сакал да приспособам пристапот на постструктуралистички француски филозоф, тој Жил Делез, кој се залага за колабирање на таквите дуалности. Дуалности значи две позиции, од кои едната влијае на другата, во еден систем кој е повеќе како ларвичен. Значи немаме една структура која влијае, немаме држава или систем кој влијае на општество, туку имаме взаемна корелација, взаемно условување. По таа линија на мислење би значило дека микроелементите, микроструктурите во едно општество, т.е. семејствата, различните општествени групи, ствараат одредени односи едни спрема други и целиот тој ансамбл на различни односи и различни групи ствара еден голем систем што се вика систем политички држава, која унаврат после како резултат на целиот овој ансамбл ги дефинира самите односи на овие групи. Значи, колку овие ја дефинираат државата, колку секојдневниот живот ја дефинира државата, преку нивното присуство материјално во секојдневието,
така за возврат државата ги дефинира понатака и самите односи преку нивната кодирачка, што викаат или регулирачка моќ, бидејќи државата го има монополот на моќта над микроелементите. И тука не можеме да кажеме дека за национализмот виновни се или одредени политички групи, одредени традиционалноста која се уште кај нас е воспоставена и се репродуцира, а не можеме да кажеме дека ексклузивно исто виновни се, за ова ќе може да отвориме дискусија апсолутно после, дека се виновни дека е виновна државната власт која има тенденција таков менталитет, таква идеологија да вкорени во општеството. Една од честите националистички тези е дека национализмот е врежан и постои во одредени етнички, национални групи, дека тој е таму, тлее, секогаш дека тие групи имаат тенденција да бидат националистички. Во Балканот таквиот најчест аргумент се однесува на што поголеми национални држави, тоест нашиот северен и јужен сосед, и дека во одредени историски моменти таквото присуство успева да мобилизира општествена поддршка и да влезе во формалната политичка структура, со што да издействува историски промени, кои се или најчесто се територијални, ако нема капацитет да издействува територијални промени, тогаш промените се случуваат внатре во општеството, во смисол на мултикултурни општества. Но таквата тенденција, која сама по себе е националистичка, бидејќи ја го гледаш национализам во некој друг, многу често запаѓаме во позиција која е стапица да одговорот на одреден национализам е сам по себе националистички. Подоцна ќе зборам како на некој начин национализмот игра со двете улоги паралелно кои се контрадикторни и ствараат апсурд, ако се креираат одредена апсурдност, ако се користат заедно, тоест категоријата на жртвата и категоријата на гордоста. Тоа за малку понатак. Клучната, според мене, интересен пристап кон појавата на национализмот во одредени општества е да се анализира структурните односи во едно општество, од каде може да извлечеме заклучоци за кој е ефективно резултатот на национализмот. Често во марксистичката теорија, еден од авторите кој на некој начин е доста заслужен за развивање таа теорија на државата и идеологијата, Никос Поланцас, грчкиот теоретичар кој живее во Франција понатака, Никос Поланцас го третира национализмот како идеологија која ги цементира класните разлики во една држава, во едно општество, ги унифицира во некоја си имагинарна заедница, во кој имагинариум нема простор за класна борба за отварање на релевантните секојдневни материјални односи на експлоататорна класа и експлоатирана класа, на работничка класа и класа која го контролира капиталот. Тоа е на некој начин доста класично марксистичко тврдење дека национализмот секогаш игра улога и кој секогаш е врежан во буржоаската класа, која со победата во општеството си осигура позиција за себе во блокот на моќта која контролира државата и понатаму таа си го користи национализмот баш за да ги зацементира тие класни разлики, за да се зацементира класната борба во одредено општество и сам по себе национализмот таков е секогаш веќе реакционер, бидејќи ја затварам возможноста за еманципирање во едно општество. Но од друга страна има други теоретски пристапи кон национализмот кои го гледат национализмот како идеологија која не е нужно класна идеологија. Таа дискусија за класни и некласни идеологии нема да навлеземе, но таквиот пристап што сметам дека е доста по политички релевантен, го смета национализмот како идеологија која не е некласна идеологија. Идеологија чии елементи не се класно детерминирани. Но кога таа идеологија станува хегемонска во едно општество, станува главно уредувачка идеологија,
тогаш имаме проблем со фактот што секогаш констелациите кои национализмот ги произведува во едно општество кое секогаш представува ансамбл на различни идеологии, различни групи кои се надпреваруваат и која секогаш е крајно детерминирана од неговата класна структура и класно општествени капитални односи. Во било која констелација национализмот кога добива хегемонски статус, резултатот на таквото националистичко општествено мобилизирање или интерпелирање секогаш оди во придонес служи на класните разлики кои постојат во одредено општество или пак секогаш во услуга на една одредена група која владее во општеството, иако самиот по себе нема класни елементи, неговиот ефект, крајен резултат се комбинира со веќе постоечките класни идеологии кои се главни и суштински ја детерминираат идеолошката структура и идеолошкиот ансамбл на едно општество. Во овој дел сега би сакал можеби малку да навлеземе во некој историски поглед на новото, што нарекувам јас, на новата идеолошка реинтерпелација или неонационалистичка интерпелација во Балканот, тоест контекстот кој се створи во овој регион после распадот на Југославија, по кој следуваше процес на приватизација, општествена трансформација и во кој нашата држава е доста интересен пример во однос на приватизацијата, бидејќи беше единствена држава од сите држави кои произлегува од бивша Југославија, во која процесот на приватизација се затвори дури во над 90%, дури во 1994 година. Тоа е рапиден, невиден процес на брза приватизација, додека денеска во Србија, Хрватска, Словенија уште се водат битки за приватизирање на оние ствари кои кај нас беа приватизирани во 1993. Тука има една теорија на конспирација која се уште не се успеа, барем јас и некои луѓе да ја потврдат дека таквата приватизација толку беше која понатака креира ужасни социоекономски последици во Македонија е резултат пак на некоја си одредена идеолошко националистичка програмација на приватизацијата, токму поради фактот од стравот на етничко-македонските политички елити дека ако приватизацијата не биде контролирана и брзо изведена, ако и да се целиот општествен капитал кој беше претходно општествен јавен државен, да се приватизира ургентно и брзо од страна на групите и елитите бизнес кои беа блиски до владеачката класа, ако биде тој процес транспарентен, тогаш ќе може да влезе албанскиот стран капитал кој од албанската диаспора и да ја контролира економијата во државата. Гледаме дека како одредената етничка структура во една држава може да влијае врз целокупната социоекономска состојба понатака која и ден денес ние трпиме социоекономски последици. Она што е најважно за ова беше само малку спајси факт кој јас не го тврдам, туку само да го кажам како една од таквите постоечки дискурси за приватизацијата во Македонија, која во последно време од некои луѓе почна да се зема доста да се сваѓа сериозно, но како и да е, ако е така, тогаш тоа не значи ништо друго освен фактот дека кога имаме преплет на социоекономски со етничко-национални политики, секогаш последиците се чувствувани во домен на општеството без обзир на етничките, лингвистички и културни групи кои постојат во неа. Она што е различно, она што е важно за политичката мобилизација и политичкиот живот во едно општество како што беше Македонија после транзицијата и после почнувањето на тој процес на транзиција и приватизација е креирањето на новиот општествен субјект и процесот на субјективизација. Субјектот, човекот како битие кој одговара на одреден повик, кој одговара на одреден повик за политика, кој одговара на одреден повик за идентификација. Еден од клучните такви марксистички автори кој ја анализира субјективноста и интерпелацијата е Луи Алтусер, францускиот структуралистички или постструктуралистички автор,
кој вика дека тој момент ние секогаш сме на некој начин субјекти на одреден повик. И тој го користи на англиски повикот hey you, кога одиме на улица и некој ни вика hey you, ей ти, во моментот кога ние ќе се свртиме спрема него, тоа значи дека ние идеолошки сме се интерпелирале на тој повик. Повикот на транзицијата ги интерпелира граѓаните во, не само во Македонија, но во случај збориме за Македонија, ги интерпелира во позицијата на транзиторност. Транзиционен субјект, во начинот на кој ја го користам тука и во другите научни трудови, е субјектот не кој е во транзиција од едно во друго, туку субјектот на транзицијата која на некој начин на субјектот му уветува подобра иднина за во име на сегашното жртвување. Подобрата иднина која беше ветена со распадот на Југославија беше иднината на неолиберализмот, на слободниот пазар, на слободниот избор, за кој граѓаните мора да чекаат да помине еден одреден период на жртвување и после тоа ќе следи таа неолиберална вистина на благосостојба. Преку таквиот пристап, кој преку идеолошките алатки на интерпелација, тоест политички партии, политичка риторика, медиуми, училишта, сите на некој начин првиот премин беше на таа транзиција од Југославија во некој си демократско општество кој ќе биде многу подобро. Кога реалните економски услови почнуваат да личат многу полошо од она што било во Југославија, невработеноста во Македонија дури во 94-та рипна на 30%, тогаш имаме едно друго премостување на таквиот дискурс транзиционен кон Европска унија. Преминот од Југославија во демократија беше не многу среќен, завршивме со огромна сиромаштва и социјални проблеми, но ова не е најголемата несреќа што може да ни се деси, бидејќи сега среќата веќе е премостена, проектирана во друга инстанца во Европската унија. И сега ќе треба пак да чекаме ние за да станеме членки на Европска унија и таму сега ќе биде она доброто што го чекавме после Југославија. Со таквиот процес на премостување константно на целта на едно подобро општество се креира таквиот субјективитет на транзиција, на транзиционен субјективитет, кој е субјективитет во чекање. Луѓето политички чекаат, бидејќи секогаш на некој начин доброто општество, благосостојбата е премостена во друга фаза, во друга инстанца. Од демократија, неолиберална и пазар во Европска унија. Сегашниот субјект во Македонија, граѓанин на политичката еднинка, се уште чека за доброто во Европска унија. Таквото политичко преземање, идеолошко креирање на политичкиот дискурс и политичката риторика, креира на некој начин субјект во чекање. Субјект кој е пасивен и кој чека, бидејќи таквиот транзиционен дискурс секогаш ја репродуцира идејата дека ова во кое што живееме, ова не е финалната форма на општеството. Ова е само премин. Во 90-тите ова не е финалната форма, ова е премин уште во Југославија, уште имаме институции кои се бирократски и не можат да служат на граѓаните, ама ова е премин. Кога завршивме во крајот на 90-тите, со таква институционална пракса во Македонија, кога во Југославија беше деценија позади нас, пак се воспостави новиот премин во Европска унија. Ова што го имаме во Македонија, ова не е крајното. Чекајте, ќе преминеме во подобро, ќе преминеме во европски институции. Самиот факт што политичката таква риторика не овозможува фиксирање на одреден политички систем, со кој граѓаните можат да направат одреден политички. Ако е ова резултатот на трансформацијата, ако е ова резултатот на транзицијата, тогаш мене ова не ми се свиѓа и јас политички ќе се ангажирам, ќе се мобилизирам против таквиот резултат на транзицијата. Но транзиционниот дискурс вика уште нема резултат. Тој резултат нонстоп иде подалеку од нас, бега подалеку од нас и таквиот субјект е секогаш во чекање, бидејќи нема резултат. Додека ефективно ние имаме резултат, но тој субјект се креира преку таквиот политички дискурс. Додека сега, ова може би траеше малку подолго, но ова е релевантно доста за анализирање на појавата на национализмот, додека таквиот субјект е субјект на чекање во однос на социоекономските прашања,
субјект кој не се ангажира политички, директно преку протести, демонстрации, мобилизирање во локална заедница во различни форми. Од друга страна, со појавата на светската економска криза и со појавата на можноста и возможноста за одредени социјални нестабилности и дестабилизација, не само во Македонија, туку во сите држави во Европа и пошироко, политичките класи почнаа да го воспоставуваат национализмот како главно идеолошко оружје за тоа цементирање на класните разлики. Но тука пак имаме одредена сврзаност со односите на капитал и особено на Европска унија. Сега ќе влеземе во оно што беше наговестено. За разлика од таквиот транзиционен субјект, бидејќи ние никогаш не сме единични субјекти само еден, никогаш не се идентификуваме само со име и презиме како член на одредена етничка, лингвистичка група или културна група или спортска група, секогаш нашиот субјективитет е во движење и интензитетите во кои се ние идентификуваме со одредена субјективна група се разликуваат. Националистичкиот субјект, за разлика од транзициониот субјект, кој би се бавел со социоекономските прашања, националистичкиот субјект веќе не е пасивен субјект. Тој е активен субјект кој се ангажира за одбрана на имагинарниот проектиран ризик на нацијата, кој секогаш наоѓа или надворешен или внатрешен непријател. Во случајот на Македонија, среќно, имаме и надворешни и внатрешни непријатели, и разликата во ваквата мобилизација, во ваквиот модел на субјективизација е дека веќе во последните години, и не само во Македонија, тоа е регионална тенденција, имаме субјекти кои се активни веќе, но не се активни во социоекономската политика, не се интерпелирани во нивната социоекономска за секојдневна животно материјална искуство, туку се интерпелираат како активни субјекти на националистичката риторика, на националистичката нарација. Таквиот субјект се смета себе си за носител на големата национална нарација. Тој субјект се чувствува за одговорен да истиот се вклучи во историскиот момент, да ја одбрани да ја одбрани позицијата на неговата нација или во случајот на Македонија етнонација, која на некој начин е под ризик. И тука имаме различни форми на сврзување еден национализам пред друг национализам во држави кои се по-хомогено етнонационално и лингвистички. Имаме појава на национализам кој може да се идентификува како форма на реакција против неолибералната криза економска, која се чувствува како пар екселанс, како вистинска антикапиталистичка идеологија. Ако политиките на штедење после економската криза целат кон разнебитување на општеството, општественото ткиво, кон партикуларизација на општеството, кон делење на помали групи на интереси кои се напреваруваат што можат да зграбат од сегашниот економски хаос кој се случува во Европа, тогаш национализмот вика стоп. Ваквите неолиберални економски политики целат да го распарчат нашето општество. Ние, нашата реакција спрема таквите економски политики ќе биде национална. Ние ќе се здружиме заедно за да се спасиме нашата нација од ваквата економска катастрофа која се случува и секогаш таквата риторика внатре во тие групи држави креира, ако не се внатре мешани, тогаш креира национална унификација која се манифестира во авторитарни политики. Како со примерот со Унгарија, како примерот со Англија, како примерот со Франција. Имаме екстремно десничарски политички фракции и политички опции кои стануваат мејнстрим. Кога такви, или пак, ако се во општество или во држави во кои имаат различна композиција внатрешна, етничко, лингвистичка и културна, тогаш тие се манифестираат во внатрешна конфронтација и, не дај Боже, во внатрешни етнополитички тензии и конфликти. Гледаме како на некој начин кризата економска на капитализмот во последните години влијае врз креирање на
она неонационалистичка мобилизација не е само во Балканскиот регион, туку тоа е видливо и пошироко во другите европски држави. Она што е клучно во овој момент да се анализира, за да се види која е суштинската вредност на национализмот, на некој начин може да се третира преку анализата на Фройд која ја прави за да изградиме политички став спрема национализмот и капитализмот истовремено, преку фройдовската теорија за интерпретација на соновите, кој вика дека во интерпретација на соновите не мора да се прашаме секогаш која е суштината, која е приказната што сонот ја кажува, туку клучниот момент на анализа на соновите, на сништата е зашто баш во таа форма е манифестиран одреден сон. Приказната за национализмот не можеме да ја третираме преку таквите амблок, на некој начин фетишизирани, себе легитимирачки политички декларации на антинационализам, дека одредено општество реакцијата према економската криза е националистичка и нашата реакција да биде декларативен антинационализам, туку во гледање на структурните општествени односи, поради кои манифестацијата према една неправда економска се појавила во националистичка форма. Тука е клучниот предизвик за секој политичко еманципаторно движење, кое не сака себе си да се дистанцира од масите, и тука сега влагаме во дискусијата во моментот на метрополитанството, и да ги прогласи масите за реакционерни, дека народот у принцип е селјак, народот у принцип е националист, а ние сме антинационалисти и со тоа на некој начин ние стануваме малцинска група која креира тензии со повеќето од народот, кои поради една или друга причина се ставени во услуга на репродукција на национализмот, и во таквите позиции воспоставени и вкотмени не можеме да збориме дека постои потенцијал за еманципаторна политика. И тоа ќе искористам еден збор и концепт кој е збор на еретичност, и сметам дека таквите политики кои целат да бидат еманципаторни, мора себе си да се градат во на некој начин двојна еретичност. Нити да потпаднат под диктатот на себе задоволување со декларирање себе си за антинационалист, со што таквите групи активистички, револуционерни, еманципаторни, едукативни би се ставиле себе си во позиција на одредена општествена елита која е секогаш веќе виновна за економските политики поради кои се појавува денес национализмот. Трудејќи се да се бориме против национализмот преку такво ужасно декларативен антинационалистички пристап, ние на некој начин се ставаме во таквото метрополитански елитистички групи во општеството, кои пак се виновни суштински за политичките за економските политики кои ствараат националистичка манифестација. Но, од друга страна, ангажирањето со народните маси, со кои веќе го има примен повнатрешен национализмот, и се такви како што се, тука се состои политичкиот предизвик во чекорот кон влегување во еманципаторна активистичка работа со народните маси кои веќе се ја имаат по пример националистичката идеологија и на големо ужасно ја репродуцираат таква идеологија. Во таквиот чекор во влегување во политиката и во секојдневието на народните маси, другата еретичност треба да се секогаш на некој начин зачува
за да бидеме за да не влеземе во и ние самите во процес на репродукција на национализм. Двете позиции се сами по себе ризични. Од една страна може да се дистанцираме од народните маси, што е антиеманципаторен гест, завземање на антиеманципаторна позиција. Од друга страна, ако не го третираме национализмот како прашање, туку влеземе само во третирање на социоекономските прашања, без третирање на национализмот, ние секогаш на некој начин го носиме ризикот за да навлеземе во репродукција на национализмот во име на поголемите и важни прашања кои се социоекономски и тој да го оставиме настрана. Оставањето пак од друга страна, настрана на национализмот, од страна на одредени политички групи, партии и формации кои се трудат да ја водат борбата и битката на социоекономското поле, на социоекономски план, во општества, например, како што е Македонија, во кои многу често се случува да главните политички, општествени и секојдневни прашања стануваат етнички прашања, националистички прашања, за кои таквите групи не сакаат да заземат позиција, може да станат маргинализирани. Ако константно целат само за социо, имаме ужасно мобилизирање и идентификување со етнонационализам, политичките пак активистички формации, групи и партии, кои целат кон ужасно декларативно и експлицитен антинационализам, пак од друга страна имаат ризикот да станат пак маргинализирани од страна на сите групи. Затоа сметам дека политичниот предизвик за борба со национализмот секогаш мора на некој начин да ја комбинира еманципаторната политика против национализмот, но укажувајќи секогаш на структурните односи кои влијаат врз во манифестирањето на национализмот. Во на некој начин вториот дел би зборил малку за Европската унија и како тоа влијае во појавата на националистичката реакција спрема политиките на Европската унија. И од таму може да видиме, бидејќи кај нас на некој начин постои од една страна убедување општо кој има хегемонски статус дека Европската унија ние мора да влеземе во Европската унија, дека тоа е доброто кое следи за нас, но од друга страна имаме растење на антиевропски сентимент, кој пак е националистички. Едниот сентимент, првиот проевропски, на некој начин пак се држи некоја социјално-економска риторика, дека животниот стандард во Европската унија е многу подобар, дека одредени слободи и права во Европска унија не можат да се угнетат од страна на националните држави. Но тој аргумент не е доста информиран со сегашните случувања, со оно што Европската унија представува и кои се политиките на Европската унија. Од друга страна, оној аргумент кој е антиевропски е националистички аргумент поради во случајот на Македонија прашањето со името. И од двете страни имаме креирање на општествени политички сентименти кој од едниот не е информиран за економската структура и економската идеологија на Европската унија, а другиот се појавува како реакција чиста, без никаква анализа, без никаква заинтересираност за економските прашања, кои чисто на оние класно независни елементи националистички се третира себе си како жртва на европскиот империализам, европскиот фашизам, на неприфаќање на правото за себе идентификување и себе декларирање. Ја гледам дека скоро 45 минути точно веќе трае првиот дел. Ќе може да имаме 5 минути пауза сега, после ја ви продолжи уште 15 минути и продолжи со дискусија. Може? Добро. Ќе продолжим јас уште малку, 10-15 минути, па после ќе отвориме дискусија. Што не мора да значи само да бидат прашања, туку може да бидат коментари, мислења, забелешки исто така. Скажам дека ова е демократска дискусија и дека
ничие мислење нема надвредност, поголема вредност од некое друго мислење. Така самиот семинар сам по себе се труди да влезе на некој начин демократски вредности во дискусиите. За време на паузата, една другарка ме праша што е, да, може би дека на некој начин и тоа е едниот од таквите политички грешки кои ги правиме, сме дека сите луѓе сваќаат што е национализам, сваќаат дека е лош национализмот или дека е произведува последици во општеството. Таа друга ме праша што е тогаш разликата помеѓу национализам и фашизм. И зашто сам по себе национализмот е лош. Во одредени други презентации се зборува за разлика помеѓу национализам и патриотизам и за нивно мешање. Јас се трудам на некој начин сите тие ствари да ги адресирам во овој дел и после ќе зборам кратко за Европската унија и тоа ќе завршим. Прво за национализмот и патриотизмот. Никогаш не може да постои национализам ако нема однос со одредена патрија, со одредена земја. Така за мене национализмот и патриотизмот нема никаква разлика помеѓу нив. За одредени други марксистички или левичарски теоретичари, например за Славој Жижов, патриотизмот е возвишена форма на критика на национализам, кога ти сакаш твојата група да биде подобра од другите, па така си безмилосно критичен на сите негативни националистички појави во таа група. И тоа би значило на некој начин патриотизам, сакаш групата твоја да биде што помалку националистичка. Но тука сепак има проблем во самата дефиниција на твојата група, која сепак се дефинира национално, етнички, лингвистички. Проблемот со сега од патриотизмот влегуваме во национализмот, проблемот со иако во историјата на еманципаторната револуционерна борба често имаме повикции кон патриотизмот против национализам. Имаме тврдење дека патриотизам значи да си го одбраниш општеството од власта, но самиот концепт на патрија и на патрија е нужен концепт на национализмот, дури и кога тој не постои. Имаме концепт на патриотизам во случај на палестинците и на курдите, кои како има развиено чувство на национализам, кои немаат своја држава, немаат своја патрија, но имаат одредена имагинарна територија која сметаат дека е нивна, историски им припаѓа. Без таквата патрија не може да постои национализмот и тие се сврзани еден со друг. Национализмот е форма од која произлегува од самиот концепт, од самата дефиниција на тоа што е патрија, што е наше, кои се териториите, која е линијата што ја повлекуваме, за која ја нарекуваме одредена патрија. За разликата на национализмот и фашизмот, на некој начин е тешко да се зборува, бидејќи не збориме за различни ствари, туку збориме за ствари од различен интензитет. Ако национализмот сам по себе е идеологија која есенциализира одредена група преку постапка на исклучување на други групи. Значи имаме национализам кој се гради на одредени специфики на одредена група, тоест најчесто лингвистички и културни. Ако таа идеологија која есенциализира, вика ти што и да си, ти всушност во твојата есенца си македонец, англичанец, албанец, русин, бугарин, турчик, поради фактот на твоето наследство на култура и поради фактот на твој мајчин јазик. Во таквиот гест на есенциализирање секогаш постои исклучување. Значи, ако национализмот веќе исклучува и креира одредена позиција која е национална, фашизмот би се појавил секогаш во основа на тој национализам, кога тоа исклучување не е останало више само за цели на идентификација, на креирање на она што е себе, на она што е твое, во смисол на или територија, или ако не е хомогена јазична културна група, туку
во одредени историски услови има потреба за мобилизација на таа себеидентификација на таа група против оние што основно почетно ги исклучува. Така да база, основа на секој фашизам, кој е форма на мобилизиран, формализиран национализам за уништување на оние што се различни, за уништување, основата на фашизмот, на таквиот, е национализмот кој веќе на почеток есенциализира преку исклучување, преку уочување на разликата. И имаме различни интензитети и форми на ултранационализам, ксенофобија, но кога збориме за фашизам, збориме за најужасната, најинтензивната форма на национализмот, кој она што веќе го дефинирал како различно, сега сака да го уништи. Токму затоа сметам дека она што во предговорот што го имал пишано Фуко на книгата Антиедип на Делоз и Гатари, тој се залага за борба против фашизмот, и тука за него нема разлика помеѓу фашизам и национализам, но тој збори исклучиво, експлицитно користејќи го зборот фашизам, вика дека нашата борба против фашизмот не треба да се бави само со институционализирана историската форма на фашизмот на Хитлер и Мусолини, туку треба ние да се бориме со фашизмот во нашите советнији, со фашизмот во нашите училишта, со фашизмот во нашите семејства и на крај крајава со фашизмот во нашите глави, кој постои, и да се бориме со желбата поради која ние го посакуваме она што денес нас не огнетува, тоа е моќта. Да ја имаме моќта. Секогаш кога ние се бориме на некој начин против моќта, со тенденција да си ја имаме самите моќта, тоа значи репродуцирање на одреден фашизам, кој е различен, сепак мора да кажам, од историскиот фашизам кој се појави во претходниот век. Значи тука е основната и главна сличност, единечност помеѓу фашизмот и национализмот е самиот гест на есенциализација и исклучување и идентификација преку разлика. Од друга страна, и воздигнување на таа разлика како исклучиво клучна разлика во општеството, која се прелева понатака во политиката, во политиките на секојдневието, во училиштата, во она што се учи во училиштата, и не остава простор за да биде нивелирана со другите разлики. Бидејќи постојат разлики не само во однос на одредени лингвистички групи, тие постојат и внатре во лингвистичката група, тие постојат разликите и внатре во семејството, но моќта мобилизирачка на национализмот доаѓа токму преку возвишувањето на националната идентификација како главна разликувачка главен разликувачки квалитет. Бидејќи другите разликувачки квалитети не може да створат такви огромни групи национални, и тој се воспоставува огромни идентификувачки групи, и тој се воспоставува своја идентификација. Од друга страна, контратежа на таквиот гест на идентификување преку национализам во одредена група е историскиот марксизам и историската револуционерно наследство, кое се труди на материјалистичка, на материјална база да креира одредена група во општеството, тоест класа, која би извела одредена револуција и промена во општеството. Но секогаш гледаме дека во историјата, особено исклучувајќи ги одредени историски настани, гледаме дека национализмот токму поради фактот што адресира на сентиментите и адресира на жртвата, несомнено, но исто времено и со гордоста. Гледаме дека сите неонационални сегашни интерпелации се на некој начин апсурдно играат со двете категории, со категоријата на жртва и со категоријата на храброст. Затоа викам дека се апсурдно, бидејќи не може никоја група или поединец да биде истовремено и храбар, и горд, и жртва. Бидејќи јазикот на жртвата е секогаш јазик кој нема потреба да се глорификува ништо, бидејќи би ја глорификувала сопствената трагедија. Јазикот на жртвата е сам по себе продирачки и сам по себе буди сентименти на солидаризација со било која жртва. Тој нема потреба да глорификува во име на гордоста, да ја глорификува својата трагедија. Но секогаш гледаме дека национализмот игра со тие два концепти, оставајќи ги секогаш народните маси збунети, кои еднаш
се чувствуваат како жртви на една некоја одредена историска неправда, а во истиот момент колебејќи со чувство на гордост на некоја историско достигнување на одредена историска група, па чак и тоа да е просто преживување, како што е примерот со Холокаустот во Втората светска војна. Играњето со таквите две категории на жртва и на жртва и на гордост не е ништо ново. Знаеме од историјата од Втората светска војна, германците беа жртва на Првата светска војна, истовремено додека се градеше сентиментот на жртва, се градеше сентиментот и на Европа, која е врзана со Европската унија и европските институции, именно со недемократските институции на Европската унија, со институциите кои немаат никаков демократски капацитет. Најчесто тие се најважните институции на носење на одлука и тие институции никогаш не се гласани на избори од страна на граѓаните на Европската унија. Од страна граѓаните на Европската унија гласаат Европскиот парламент, но таквиот парламент, вредноста на одлуките кои ги носи парламентот е минорна во однос на одлуките кои се носат во различните агенции и институции на Европската комисија, која е група која воопшто никогаш никој не е изгласал. Разликата што денес, каде сакам да стигнам, зашто таа институционална поставеност денес е причина за обновување, за појавување, реобновување на национализмот во националните држави широм Европа, е разликата суштинска во самиот концепт и конструкт на Европската унија. Во предфордистичкиот период, тоест пред 70-тите, кога постоеше државата на благосостојба и Европската унија, државите членки секогаш ги преговараат одлуките со Европската комисија, тие одлуки потоа се носат во националните собранија, каде се гласаат и тек потоа почнува нивната имплементација. Во постфордистичкиот период, после 70-тите години, особено после половината на 70-тите години, Маргарет Тачер во Англија, имаме и исто така и реформирање на Европската унија, каде веќе немаме Европска унија и комисија, која е клучна во носење на одлуките, и влади национални кои преговараат, туку имаме дисперзија на односите. Имаме институции внатре во Европската унија, особено во различните нивоа на Корепер на Европската комисија, кои комуницираат директно, без никакво посредување на други институции демократски избрани на оваа национална држава, кои комуницираат директно со одредено министерство, агенција, завод на националната држава и кои одлуки кои се комуницираат од овие инстанции на Европската унија, например Корепер, инстанциите на Европската комисија, и кои се директно ефективни. За нив веќе не се гласа. Одредена група на бирократи во Корепер 2, например, на Европската комисија, одлучиле дека таа економска или социјална политика треба да се спроведе и таа политика директно се комуницира на конкретниот државен орган кој ги спроведе од тие политики без никакво демократско посредување. Во услови на економска криза, глобална, која Европа најтешко ја зафати, таквите институции на Европска унија, бидејќи Европската унија, и тоа можеме да го збориме понатака, да се отворена дискусија, бидејќи Европската унија сама по себе е триумф на европската буржоаска класа, која како прво овозможи унифицирање на што? На пазарот. На пазарот на капиталот. Европската унија првично се појави како унија на слободен пазар на добра идеи и капитал. На добра идеи и Европската економска заедница. Потоа се додаваат на таа и политички содржини, но примарно имаме унифицирање за економија, тоест во вакви услови на проширување на пазарот на таа европска буржоазија која нејзиниот проект го спроведе во европско ниво. И во таквите услови, кога имаме интензивирање на идеологијата на економската нужност, имаме ситуација каде политиката се подредува на економската нужност. Политиката и служи на економијата место да биде обратна. Политичките одлуки да ја формираат економијата, имаме на некој начин економија која само по себе постои по своите законитости, а кои не се своји,
не се сои, сепак постои политичка одлука примарна пред економијата, која понатака ги влијае политичките одлуки. Економијата станува општа верба, станува неиспитива четиво, Библија која не може да ја контестираш, бидејќи е економија, бидејќи е слободен пазар, има своји законитости, и политичките одлуки треба да се подредат на економијата. Тоа се случи, особено после 2008 во огромен интензитет, и каде европските институции и европските механизми се ставија потполно во служба на нивелирање на европската криза која се појави како резултат на финансиска криза, на криза на финансиски пазари, која пројави огромна дупка на финансии, па мораше да се пополни со средствата на граѓаните на Европската Унија, тоа со средства преку кратење, преку политиката на штедење и кратење на социјални права, на пензии, на економии, на буџети за образование, и кревање на партиципации на студенти. Сите такви одлуки се комуницираа во државите од таквите органи на Европска Унија директно со одредени институции, агенции, министерства на државите, без никакво демократско посредување, кои пак од друга страна таквите политики, кои ги спомнав, креира огромно масовно социјално незадоволство во државите на Европска Унија, кои гледаат дека како одговор на таквиот недемократски систем на Европска Унија и национални држави, треба да биде на некој начин одбрана на националниот суверенитет. Кога таквата реакција кон недемократски форми на авторитарен капитализам се појавува преку моделот на националната држава, имаме групи кои се појавуваат во Европа и се трудат тој аргумент, тој сентимент да го меинстремизираат преку националистичка риторика. И видовме дека успехот на таквите групи, на таквиот подвиг е огромен из цела Европа, особено со последните избори за Европска Унија, каде имаме во Англија победа на УКИП, каде имаме во Франција победа на Мари Ле Пен, која најверојатно во следните избори ќе биде избрана за председателка на Франција, и имаме за прв пат огромно појавување, сега не ме земете за збор, но мислам дека околу 40 пратеници, не сум сигурен, но околу 40 пратеници на неофашистичка партија добиваат на избори во Шведска. И имаме трета политичка партија која е неофашистичка во Грција, и таквиот, како последица на таквото недемократско поставување на институционалната комуникација помеѓу структурите на Европската Унија, која како таков денеска е еден ужасен неолиберален проект, и националните држави, одговорот станува и зема облици и примеси на ужасен националистички одговор, особено исто така во време на Унгарија, каде истерувањето на Меѓународниот монетарен фонд и на Светската банка иде рака со рака со ужасното националистичко мобилизирање во Унгарија, изведено под на некој начин диригирање на нивниот премиер Виктор Орбан. Тука на некој начин гледаме како во услови на капитализмот на Европската Унија, преку воспоставување на таквата економска нужност како примарност и истиснување на политиката од друга страна под диктатот на економијата, политичката реакција, сега имаме економија и политика. Економијата ја истиснува политиката, сите одлуки на политиката стануваат служат на економската нужност на финансиерите на банките. Политичката реакција од друга страна успеа во Европа да биде политичка реакција која ги зема за основа економските последици, но сама по себе е не економска, е националистичка. Предизвиците тука за еманципаторна политика е да играат со двете. Кога веќе постои таква националистичка мобилизација, на некој начин да се отвори просторот за да се комбинира критиката со економските и финансиски политики на Европската Унија. И од тука исто така кај нас можеби ќе се отвори предизвик за веќе да изградиме на некој начин покритичен став спрема Европската Унија, но не националистички, кој нас ќе не остави единствена дупка во целиот европски континент. Туку ние да се залагаме за спремаме, ние не можеме, немаме никаков луксус да се залагаме за Македонија да не влезе во Европската Унија, но ние треба да целиме кон Европска Унија, кон која ќе бидеме ужасно критични,
бидејќи таква каква што е ужасно, неолиберална и креира ужасни социоекономски последици, но ужасните последици би били многу поголеми, у смисол на ужасните последици кои национализмот би ги произвел Македонија, ако Македонија остане надвор од Европската Унија и со ваквиот многу локален практичен пример. Јас би завршил и би сакал да почнем дискусија, прашања, коментари.